Ова се настаните од денес. Жители на село Дебарца се жалат за неизградените пристапни патишта до автопатската делница Врбијани-Ботун. Бројни културни манифестации ќе остават белег на оваа летна сезона. Струшки активисти го вратија името на бистата на великанот Кузман Јосифовски Питу. Кадри Селман со своите креации 20 години го разубавува Охрид. Колапс во Њујорк поради катастрофалните поплави. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Максималната дневна температура се искочи до 31 степен. Во попладневните часови умерено облачно време со услови за врнежи од дожд. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе преовладува претежно ведро со појава на локална облачност и топло време. Во среда во централна, северна и источна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за невреме. Во западна Европа, како и во поголем дел од Пиренејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува претежно сончево и топло време. Во поголем дел од Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со дневни температури кои што ќе бидат над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Истовремено во северниот и североисточниот дел од полуостровот нестабилно со врнежи од дожд и грмежи. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 37 степени. Во Македонија во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 13 до 23 степени, додека пак максималните дневни во Македонија утре ќе достигнат од 28 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во петок умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици и посвежо време со пад на температурите. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во сабота ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Заштитете ги луѓето со нивните соништа, вредности и идеи со кровни и фасадни сендвич панели со дебелина од 30, 50, 80 и 100 мм, димензионирани према објект со изработка на олуци и попратни елементи. Секоја градба има своја потреба, па затоа имаме едноставни решенија за вашите објекти, куќи, јавни згради, ладилници и енергетски постројки. Обезбедуваме термална заштита и заштита од влага и звук. Сендвич панел значи технопанел, а технопанел значи турист инженеринг.
Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Откако беше пуштена делницата од автопатот Кичево-Охрид на потегот Врбјани-Бутун, мештани на село Дебрца се жалат дека не се изградени пристапните патишта. Директорот на државните патишта Трајановски вели дека интензивно се работи. Група граѓани од Песочани, Новосело и Црвена вода реагираат дека се засегнати со пуштањето на делницата Врбјани-Ботун од автопатот Кичево-Охрид, бидејќи поради неизграденоста на пристапните патишта им е оневозможена или отежната врската на нивните села, односно живеелиштата со автопатот. Тие остварија средба со градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачевски. Како локална самоуправа ја разбираме нивната загриженост и уште еднаш апелираме до јавното претпријатие за државни патишта како инвеститори и изведувачите што е можно најбрзо да ги изградат помошните, односно пристапните патишта, како би се овозможило безбеден и непречен пристап на засегнатите жители од автопатот до нивните населени места и обратно, изјави Ногачевски по средбата. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски при официјалното пуштање во употреба на делницата од Врбјани до Ботун истакна дека се работи на пристапните патишта за селата кои гравитираат кон делницата. Се прават пристапни патишта моментално од Сливово до Арбиново, од Арбиново до Издеглавје, од Издеглавје до Песочани, од Песочани до Новосело, од Новосело до Ботун. Дел од нив се асфалтирани. Другиот дел ќе бидат асфалтирани
се надева за максимум 1 месец, асфалтирањето ќе почне за 10 дена. Се работи и на изградбата на пристапни патишта на делот од Климештани до Охрид и од нивната изградба ќе зависи и пуштањето во потреба на тој дел од автопатот, додаде Трајановски. Работиме интензивно да ги направиме пристапните патишта на Оровник, Подмолје, Горенци, исто така Требеништа и Мешеишта. Најмногу места, на многу места, новија населени места, директно од куќите се излегуваше на патот. Сега, преку пристапните патишта, тие ќе може да излегуваат и да се вклучуваат на овој пат на клучките кои што се веќе направени. 18 километри од Климештани до влезот на Охрид се очекува да бидат завршени и да бидат ставени во функција кон крајот на летото. Охрид културна ризница на настани. Бројни културни манифестации ќе остават белег на оваа летна сезона. Целта е збогатување на туристичката понуда и афирмација на градот Охрид. Бројни културни настани и манифестации оставаат свој печат на летната сезона 2025-та. Заврши Винофестот, но следуваат Охридски поетски бисер на зајди сонце во Трпеца, поетска ноќ во Велестово. Воеќе манифестацијата, културата расте со децата. Сите овие културни збиднувања ја збогатуваат туристичката понуда и го афирмираат градот Охрид. Настаните се спој на ликовна, книжевна, музичка и драмска уметност, но и одраз и промоција на културата. Останатите следни настани навистина ни очекуваме дека уште повеќе ќе има туристи. Настаните кои што следуваат се сите оние во програмата за култура на општина Охрид. Ние имаме доста богата програма за култура. Општината на прво место можам да кажам ја навистина сите овие неколку години ја стави културата да биде, затоа што таа е промоција и на самиот град, и на туризмот, и на спортот, и на образованието, и на сите други сфери. Културолошка иницијатива 5 до 12 ја збогати забавната сцена со повеќе настани, киното со автомобили, кафето на Езгри и сонце и најголемиот настан Староградската пловидба Ој љубов љубов. Нашата летна програма почна и заврши во текот нели на овие денови. Започнавме со Free Spirit Days, односно тоа беше дводневен настан за скейт, за луѓето кои имаат интерес во однос на скейт културата во Охрид и околината. Потоа следеше, како што спомнавте, киното на отворено, односно кино со автомобили. Таму имавме проекции 3 дена, се прикажува различни филмови, меѓу кои имавме и неколку македонски, еден краткометражен и првиот македонски хорор го имавме и го имавме првиот македонски анимиран долгометражен филм исто така. Продолживме со изложба, односно тоа беше Ноќ на културата во која имавме спој на повеќе уметности. Првично се работи за јубилејната изложба на Данче Наумовска од Кооперарт. Во текот на истата вечер имавме поетско читање, имам нешто да ти кажам, и имавме музички настап. Наредниот ден продолживме со кафето на Изгреј сонце, кој исто така ние веќе станато традиционално. Кај што го пречекуваме сонцето на некој начин со кафе и со охридско геврече. И завршивме во сабота со настанот Староградската пловидба Ој љубов љубов. Оваа година манифестацијата Културата расте со децата, посветена на најмладите, ќе трае од април до крај на годинава. Проектот е концепиран така што секој петок да има соодветен настан за деца. Учесниците сами се пријавуваат за учество на проектот. Заеднички бараме место, време, локација, зависно од концептот на самата културна содржина, и веќе еден месец проектот се одвива и во некој од работните денови. Настаните ќе се одржуваат на сцената кај трговскиот центар Амам. Сите настани, односно актерите, учесниците, местото, времето се објавени на Facebook страната Културата расте со децата, така што сите заинтересирани можат таму да погледнат подетални податоци за самиот настан. Културните манифестации го промовираат не само Охрид, туку и помалите туристички места. Ова лето традиционално ќе се одржи на зајди сонце во Трпеца и културното лето во Пештани. Струшките активисти го вратија името на великанот Кузман Јосифовски Пито.
На спомен бистата во срцето на Струга беше комплетно оштетено името на народниот херој. Вредните активисти од Струга самоиницијативно го вратија сеајот на спомен обележјето. Кога општинските власти не превземаат мерки, грижата за спомениците од историјата е препуштена на активистите. Претходно група активисти од Струга го санира и оштетениот дрвен мост на Црндрим, кој беше опасен за минувачите. Уникатните креации на охриѓанецот Кадри Селман ги воодушевуваат охриѓани туристите, кои уживаат во прошетки низ градското зеленило на плоштадот и Долшкејот. Фигурите од украсни грмушки направени од вештите раце на Селман се овековечени на многу фотографии како спомен од нашиот туристички бисер. Кадри 20 години секојдневно се грижи за украсеното јавно зеленило, додавајќи свој печат и приказна во секое парковско катче. И покрај тоа што во март годинава се пензионира, Селман и понатаму го разубавува градот. Нема охриѓанец ниту турист кој не ги забележал украсните грмушки во парковите обликувани од вештите раце на Кадри Селман. Овој скромен и трудолюбив човек ги разубавува зелените површини низ Охрид, додавајќи уметничка нота на природната убавина. Тој ги скротува грмушките и дрвцата и ги претвора во лебеди, делфини, балерини, геометриски и други форми. Потоа вегетацијата повторно ќе се разластели и ќе освои неговата креација, а тој ќе направи нова форма и се така едно 20 години. Желбата за облагородување на зелените простори во градов кај него се јавила уште во детството, а можноста да обликува украсни грмушки ја добил како вработен во јавното предпријатие Охридски комуналец, кога раководителите го препознале неговиот талент и го префрлиле во работната единица Паркови и зеленило. Како мал многу шетавме низ градот во центарон, како деца, и ги гледав старите сега се покојни мајстори, што косеја, украсвеја, имаше грмушки, големи грмушки, значи пироканта и берберуси на тоа време, такви се садеја со боцки и се пулев јас овие како ги шишели. Добив мерак од тога шуша, значи ги имав 7-8 години. Јас добив некоја идеја така моје, пошто и како мал и на основно цртав многу добро. Ми беше тоа, значи, и мало сум музикален и тоа ми остана, значи, ево со ножици да направам нешто добро за градот и да ги украсам овие грмушки, нормално со екипата, со раководителите, што е садено за овие 23-4 години. Значи, го разубавив јас и тие не мислеа дека ќе биде така дотерано, сечено, кроено. Започнал самоиницијативно, дури сам си го купил и првиот алат, специјални ножици за кроење и шишење на неговите живи уметнички дела. Со своите интервенции во просторот во секое катче во парковите низ градот, Селман создаде приказни кои мамат воодушевувачки погледи и кои се составен дел од безброј фотографии на граѓаните и гостите. 22 години поминаја со и овие садници што се садени порасна со мене. И ми дојде желба така, викам, пошто овие не се од мерак, колегите мои, викам, остајте мене, не ви барам ништо, ако треба јала ќе си купам сам, само сакам нешто да средам. И така почна полека со криење и кога гледа граѓани си шета, гледат една форма тука, една потака, дека се разубува градот. Има пофалби вака и си пуштаја по Фейсбуци слики дека градот како ова, и јас почнав да пуштам и така настана приказката и уште толку ми даде задоволство после и раководителите видеа дека имат нешто во мене. Изработил повеќе од 200 фигури на различни локации низ градот. Тоа е самоука, инспирацијата ја црпи од интернет гледајќи уредени паркови од светските метрополи. Една фигура за да добие конечен лик понекогаш му се потребни месеци работа. Инспирација гледав, пошто почна веќе во зеленило паркови и гледав на YouTube, телевизија и исто на телефонот, паркови Англија, Франција, Холандија, Германија, некои форми и тие ми влегува во глата мене. И поче не се пулев. Еднош се запулив и после према Садников и шефојте ми велија немој во тоа време да влезиш многу натре, пошто
ќе се оголат и ќе почнат да слушат. Ме учеа да душа за тоа, пошто не бев толку стручен. И така настанаја овие грмушки убавина на градот. Понекогаш неговите скулптури се жртви на несовесни луѓе, па треба да ги поправа. Најголемо задоволство му е реакцијата од минувачите додека работи. Што почнам со лебеди прво. На площад беа сите лебеди и ми ги газеа, значи туристите кога доаѓаа нашите од низ Македонија, од градовите, фалеа разни предмети, шишина, ченки јадеа и фалеа и ми ги оштетуваја. Пак после наново сечимо во блата, па после ќе правев нешто друго, дали некое друго животно. И тука одет исто и деца со мајките, му и да чеф некако да се пулат по тие форми. И мене ми е добро, ако се смеат, доаѓаат странциве, со нас, јас ќе работам по тие формите и ќе помена ќе ме поздравуваат по странски. Селман годинава се пензионира после 38 годишен работен стаж во јавното предпријатие Охридски комуналец, од кои скоро половината ги помина во паркови и зеленило. Но нема кој да го замени и да продолжи да ги одржува неговите креации. Тој и пензионерските денови ги минува во парковите со ножиците во рака наведнат над своите зелени скулптури, ги обликува и дотерува. За цел мој работен век немав ниту еден ден неоправдано отсуство од работа, ниту еден ден боледување и ќе продолжам да работам и да се трудам додека ме држат нозете, вели Кадри Селман. Значи јас не знам како постигнувам значи туристичка од Билјан извори до Петляна, тие да ги само да ги кроеш, па камо секој 3-4 ден треба да поминам, да ги шишам, да не остане многу високи, па после те се мачам, тие беа на времето по 2 метра 3. И слегов долу, значи без консултација на шефовете, гледа прво мене да ми е ниско вака за работа. И така јас се чудам како постигнувам, можда ево и желбата и Господ можда ме гледат, што имам мерак за ова дејност и ми дават кувет, што веле стариве кувет, значи снага за овие работи што сум ги постигнал, значи за овие 22 години во зеленило паркови. Во 2020 година, по повод денот на ослободувањето на Охрид 7 ноември, а на предлог на група граѓани, тој доби посебна награда за убавината која создава во Охрид. Наградата му се додели за долгогодишно посветено и професионално работење во одржувањето и уредувањето на градските паркови и зеленило. Бурни и стоечки овации на синокешниот концерт на чешкиот пианист Лукаш Вондрачек, кој се одржа во црквата Света Софија во рамки на фестивалот Охридско лето. Публиката на Охридско лето вчера вечер се восхитуваше на пианистичкиот артизам на младиот чешки уметник Лукаш Вондрачек, кој одржа концерт на подиумот во црквата Света Софија. Преку неговиот префинет клавирски израз во акустичниот амбиент прозвучија делата на Брамс, Скрјабин, Дворжак и Шумен, како и композиција од Шопен и Рахманинов, изведени на бис по бурните и стоечки овации од страна на љубителите на класичната музика. Многу сум среќен што сум тука, првпат во Македонија и одбрав музика која што многу ја сакам, композитори кои ми се блиски до срцето, особено Роберт Шуман. Имаше и чешка музика бидејќи сум роден во Република Чешка. Обично свирам во модерни концертни сали, но оваа црква е навистина специјално и инспиративно место за мене, рече пианистот Вондрачек. Концертот се одржа во рамките на традиционалната чешка вечер на фестивалот Охридско лето, поддржана од амбасадата на Република Чешка во нашата земја. Секоја година имаме музичари од Република Чешка и оваа година исто така имаме наш многу познат музичар Лукаш Вондрачек. И претходно на чешката вечер на фестивалот настапиле многу други извонредни уметници. Се надевам и во престојните години ќе ја продолжиме оваа традиција, истакна чешкиот амбасадор Јарослав Лудва. Програмата на класична музика на 65-тото Охридско лето продолжува вечерва со исто така традиционалната вечер на Европска Унија, на која целовечерен концерт ќе одржи францускиот квартет Модилјани.
Овара Струга поднесе кривична пријава против 42 годишно лице од Струга, лекар во Општа болница во Струга, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. Од 1 јули 2019 година па до добивање на отказното решение на 29 ноември 2024 и за прекинот на специјалистичкиот стаж не ги известил надлежните, ниту се јавувал на своето работно место. Додека во периодот од 15 јули 2020 година, откако му истекла важноста на лиценцата па до добивање на отказното решение, не поседувал ниту лиценца за работа како доктор по медицина, издадена од лекарската комора. За целиот период пријавениот примал плата и други додатоци, со што го оштетил буџетот на установата и се стекнал со противправна имотна корист од 1.956.569 денари, информираат од МВР. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!